Ви благодарам, добар ден на сите. Јас сакам прво да кажам дека ми е чест голема што сум дел од Конвенцијата за Европска Унија, бидејќи имаме прилика да дискутираме и да слушнам различни ставови и мислења на многу квалитетни луѓе. Тука е секако професорката Милева, Александар, Виктор и многу други, но пред се сакам да кажам дека ми е огромно задоволство што сум денес на панел заедно со Билјана и Герман, луѓе кои што многу ги почитувам и кои што мислам дека со луѓе како нив може да имаме надеж дека може да се прават поместувања во Македонија. Ова не го кажувам, знаете, сум зборувал на многу панели, но ретко сум кажувал задоволство со луѓето кои што сум, ова наискрено го мислам. Сега, јас сум пред се макроекономист кој се интересира за фискална политика, за монетарна политика, но секогаш сум се интересирал и како може да се направи ред во нашата куќа. И ми се свиѓаше она што го кажа господинот Тилев, дека не треба сезонски да се почнува. Мислам дека прво нешто е дека не треба секогаш од нула да се почне, туку дека има многу влади, многу луѓе од невладиниот сектор се бореле, придвижувале работи и некои работи се направени. И сега јас ова што ќе го зборувам ќе почнам многу брзо, што мислам нешто што е направено, дури во некои од работите ја што сум учествувал, од аспект секако на борба против корупција, а потоа ќе зборувам повеќе за тоа што мислам дека треба да се направи. Но ја повеќе размислувам од аспект на механизми. Значи, какви механизми треба да бидат ставени, според мене битни, за да имаме некои придвижувања во борбата против корупцијата и посебно секако дека ја кога велам дека многу и влади и луѓе од невладен сектор и луѓе од академија се бореле за ова, секако дека не сме, никој не е задоволен од резултатите, но ќе зборувам, можеби најважниот дел ќе биде тој зошто е тоа така и што треба, значи кои се тие интереси кои што треба да се променат, да на вистина да имаме промени во овој дел. Најкратко прво за тоа што е направено, например, кај јавните набавки, веќе пред 7-8 години почна државата да ги објавува сите договори, сите анекси од јавните набавки, потоа некаде во истото време, 2018-2019, беше практично отворен трезорот на Министерството за финансии, сите трансакции од трезорот се јавно достапни, секој граѓанин, значи секој од невладиниот сектор може да види каде до последниот детал се трошат парите. И тоа е веројатно прилично екстремна форма на транспарентност која што постои, која што дури во некои земји на Европската Унија нема. Исто така, бидејќи имавме проблем пред 10 години со превземени а неплатени обврски, направивме и систем за кој што ги покажува и кој што може да ги следите денес. И постојат многу извештаи кои што се даваат во отворен формат за да можат луѓе од академија, од невладен сектор да прават анализи. Но едно од работите за она што е направено, уште тогаш почна да произлегува, тоа е финансиската писменост. Доколку имате ваква форма на отвореност, мора да се тоа да биде следено со финансиска писменост и на граѓани и на сите кои што ги следат состојбите. Сега ја би дал некои мои гледања за тоа што може да се направи. Прво би почнал го слушав внимателно директорот на финансиската полиција, би почнал со една идеја која што е практично во поддршка на неговата, која што се однесува на ДКСК. Например, би требало да се направи една платформа која што ќе ги влече податоците за имотот и средствата на избраните именуваните лица. Значи, исто како што финансиската полиција треба по службена должност да може да повлекува од сите институции, така би требало и ДКСК истото да го прави, а не да чека именуваните лица да практично да пријавуваат. И они би требало само да потврдуваат дека тоа е така или дали нешто не виделе. Тоа би било
секако нема преку нив да ги реши работите, но би било еден чекор понапред. Понатаму, ако имаат пристап на вакви бази и ако се вкрстуваат, тоа може да се направи вкрстување со минатиот нивни доход, значи преку бази на УЈП и секако дека не би било тешко да се направат некои системи кои ќе поставуваат црвени знаменица или нешто каде што може да дојде до сериозни отстапувања, односно да алудира на коруптивни однесувања. Второ нешто, веројатно на овие панели, многу пати сум го кажувал, бидејќи силно се залагам за мислам дека за да имаме навистина борба против корупцијата во земјава, едно од вистинското решение е да се истиснуваат кеш плаќањата. Бидејќи борбата, вистинска борба, ако сакаме во земјава, се гледате, ова решение можеби не е нешто што ни бара ЕУ, но ако навистина сакаме ред во нашата куќа, истиснување на кеш плаќањата е правиот начин. И за ова не е дека не се знае како. Во 2018-19 радикално го намалувавме прагот на кеш плаќање од 15 на 2000 евра, потоа го спуштивме на 1000 евра и еве сега, бидејќи сум од академија, можам и послободно да зборувам, мислам дека прво нешто е најголеми притисоци, најголеми доаѓаат од против вакви решенија од големи играчи кои што се не сакаат ред во нашата куќа. Така да мислам дека посебно Европската конвенција треба да има еден силен став дека истиснувањето на кеш плаќањата е едно од големите решенија, од големата слика за бидејќи ако државните институции имаат трага на трансакциите и ако тие лимити на кеш плаќања бидат ниски, тогаш ќе биде полесно и на финансиската полиција и на другите органи стварно да превзимаат. Да превзимаат нешто, бидејќи најголем дел од тие сделки се во кеш. Потоа, исто така, можеби и веќе сум зборувал за ова е едно решение за кое што постои во некои земји на ЕУ, например во Финска, за објавување на годишните даночни пријави. Значи, ова е можеби радикално решение, но еве земји од ЕУ тоа го прават и мислам дека секој кој што работи честно дека треба да биде отворен, да неговата годишна даночна пријава биде покажана. Ја кога сум го предлагал ова и на други места, ми велеле, ама знаете, некој може тоа да го злоупотреби. Јас сум професор на факултет, не знам, тука има многу од невладен сектор, мислам дека јас не се плашам никој да ја види мојата даночна пријава, бидејќи горе-доле се знае колку се плати, колку се примања кај нас. Би требало да се плашат тие кои што имаат многу или екстра примања или ништо немаат во даночните пријави, а од друга страна имаат огромни имоти кои што ги поседуваат. Следно нешто, и за ова се залагам доста, тоа е да постои консолидиран биланс на состојба на јавниот сектор. Бидејќи кај нас, еве сега, тука зборуваме за злоупотреба на државни средства и имот, но цело време дискусијата на секаде и пред се во медиумите е околу буџетот. Значи, како буџетот ги троши средствата, а буџетот е само флоу, буџетот е само текови. Буџетот служи да влијаете на состојбата на средствата. Значи, државата има состојба на средства и обврски на почетокот на годината и потоа буџетот служи да влијаете на тие средства и обврски. Сега, кај нас не постои консолидиран биланс на состојба на јавниот сектор и тоа е така во многу земји кои што се во развој, само, не знам, една група на најразвиени земји имаат вакви биланси. Ние во 2018 година за прв пат побаравме од ММФ мисија и за прв пат беше направен еден обид и ги почнавме првите чекори да земјава да оди до тамо, бидејќи
главен проблем кон ова за да се направи ова е вреднувањето на нефинансиските средства. Јас тогаш бев оптимист дека ќе дојдеме побрзо но еве денес сме 2025 година и затоа мислам дека ако сакаме на вистина борба да не биде само дискусии, значи да земјава да има консолидиран биланс на состојба на јавниот сектор е голем, ќе биде голем чекор напред против корупцијата, бидејќи ако имате, не знам, директори на јавни претпријатија, па и министри, луѓе кои што управуваат со државен имот и ако вие им ги следите состојбите и тие одговараат за состојбата на средствата и обврските, многу е потешко, ќе биде многу потешко да се прават злоупотреби со тие средства. Сега, ова се неколку мои предлози кои што јас цврсто верувам и ако сакате може да дебатираме ако гледате сомнеш во нив, но се дел од тоа што ја мислам дека се големата слика. Сега, второ прашање што би сакал да го отворам овде е тоа кој корумпира. Бидејќи кај нас со антикорупцијскава агенда е огромно прашање, ама постојано гледаме генерално сите дискусии се дека државната администрација се оние лошите, тие се ѓубриња, тие се корумпирани, ама и толку. И сега јас секогаш кога слушам такви дискусии си викам дали ова дали е двонасочно или овие сами нешто се корумпираат. Практично треба јасно да се каже дека корупцијата значи дека некој нив ги корумпира. Значи дека не е тоа само дека државната администрација се тие лошите, туку дека апсолутно постои и другата страна. Заради тоа, значи тоа го сакате може да го дебатираме, но јас цврсто мислам дека постои двонасочна врска, дека не е само јавната администрација таа која што треба да се оцрнува. Затоа еве до сега мислам дека не сум имал такви предлози, сега ќе дадам неколку предлози што мислам дека треба да се направи на страна на граѓаните и на фирмите, пред се на приватниот сектор. Прво, треба да има платформи, како што направивме Open Finance, значи треба да има платформа која што ќе може да ги пребаруваме и да ги гледаме во детали сите фирми и домашни странски кои добиваат пари од државата, макар 1 денар. Значи тоа е еден вид. Значи, тоа е веќе антикорупцијска алатка. Потоа, исто директорот на финансиската полиција зборуваше за контактот на администрацијата со корупција. Сега, мислам дека јас сум економист и според мене може да се направат индикатори, ако постои ваква платформа, индикатори кои што ќе го следат контактот на секој од овие фирми со државата. Па сега ќе може да се види дали имате фирма која што 80 или 90% од приходите и се од државата или не. Значи и практично дали е таа поврзана целосно со тендери и целосно наоѓа начин како да живее или не. Ако имаме податоци кои што покажуваат големина на фирмата, експертиза, каде добива тендери, значи тоа е според мене веќе сериозни алатки се во прашање. Open Finance го направивме со помош на USAID, и мислам дека ваква платформа со партнери, гледам и тука имаме значи партнери и од ЕУ и од други земји, би можело релативно брзо и лесно да се направи ако се има политичка волја. Понатаму поврзано со ова мислам дека во земјава мора да почнеме да зборуваме и за отварање на податоците за фирмите пред се од централниот регистар. Таму има сериозна брана, значи сериозна бариера која што заради пари, заради различна затвореност ги кочи. Значи ако се споредиме, ние во работната група гледавме како е во други земји, како е, не знам, во Германија, Словенија, значи тамо може да се дојдат многу повеќе информации за фирмите и кои што веројатно би требало да се размислува да се направат едно ниво да биде отворено, па да можат луѓе од невладин сектор, од факултети, многу полесно да прават анализи и да покажуваат, да алармираат кога нешто и да се гледаат, да постои регулатива за крајни собственици, но ќе може
да биде поставен и на овој начин еден механизам во борба против корупцијата. Сега, секако дека постојат и многу други решенија. Ја каде и да на вакви панели зборуваме и сум слушнал од многу други луѓе до добри идеи што може да се направи. Сега, едно од работите што ја слушам за многу работи, не само за ова, и не само сега, туку со години, и пред 7-8 години, и пред 15, и пред 20 години, е дека нема капацитет земја. Ја не се согласувам со тоа. Апсолутно, кога имало волја, работи се направени. Сега, прашањето е кој треба се ова да го направи. Мојот став е и зашто многу работи битни, не овие ја што ги предлагам, но зашто успех во борбата против корупцијата не е направен. Значи, јас за тоа би сакал отворено овде да зборувам со целото искуство што сум го имал. Мислам дека главната работа е ние мора да ги погледнеме интересните групи кои што постојат во општеството. Бидејќи на англиски како викаат, треба да се види political economy behind. Значи треба да се видат интересите на тие кои што може да ги сменат работите во општеството, а може да ги сменат интересите односно може да ги сменат работите кои тие кои што ги имаат влијание во медиуми, имаат капитал да влијаат на различни процеси, па и на крајот имаат капитал да финансираат различни политички партии и слично. Сега, понекогаш тие имале цели кои што биле во вистинска насока. Например, земјава пред 7-8 години, минатата декада, беше 10-та на doing business. Значи, за услови за водење на бизнис беше 10-та во свет. Бидејќи интересите во земјава беа условите за бизнис, значи на главните интересни групи, интересите за бизнис да бидат беа во таа насока да се подобрат условите. Сега, мислам дека треба да ни е јасно толку години неуспех во овој агол, во оваа сфера, значи дека овие интересни групи па не им е главниот фокус борбата против антикорупцијата. И веројатно за тоа ја учествувам и во ова европско движење. Мислам дека не е доволно само да зборуваме за мерки, за механизми, и ова е можеби побитното прашање како може да се придвижуваат работите и практично па и да се прави притисок, ама баш на тие интересни групи да ги движат работите во таа насока. Јас имам толку и би било отворен на прашање доколку имате.